Поради тоа, телефоните во Центарот за управување со кризи не престануваат да звонат. Да, пријавено кај даја полиција. Фала ви многу име. При што оваа институција примила повеќе од 12.000 повици за помош. И денеска, додека екипата на ТВ21 престојуваше таму, телефоните постојано звонеа. Директорот Мухамед Али изјави дека секој повик бил примен и проследен до надлежните институции. Според него, сите барања за помош пристигнале од територијата на Скопје, а итните служби биле постојано на терен. Екипet në teren intervenuan dhe sanuan të gjitha domat që ishin në komunën e Çajirit, por edhe në komunë të tjera. Edhe sot ekipet janë në teren dhe po punojnë për sanimin dhe pastrimin e mbetjeve nga studia e mbrojtshme. Domat më të mëdha ishin disa çatia për ndërtesa, automjete të dëmtuara dhe disa rrugë të bllokuara nga fryma e madhe që ka qenë, ka dëmtuar disa drunj, por aty edhe parket e gjelbërimi intervenuam deri në mëngjes dhe ato gjithë janë pastruar dhe janë sanuar. Месец јули е период кога се активираат и пожарите, за кои Али истакна дека ситуацијата е под контрола. Според него, новиот систем за рана детекција на пожари овозможува многу побрза реакција, бидејќи за само неколку секунди ја утврдува локацијата на пожарот и најсоодветниот начин на интервенција од воздух или од земја. Realisht kemi mbi 40 lokacione. Besoj se në vitin e ardhshëm qeveria do të na përkrahë të implementojmë në gjithë shtetin tonë. Sistemi na njofton brenda 20 sekundave se ku është zjarri në cilën lokacion. Përmes e-mailit, SMS-it dhe përmes ekranit. Од Центарот за управување со кризи апелираат граѓаните понатаму да ги пријавуваат сите итни случаи на бројот 112, нагласувајќи дека брзата реакција останува клучна и при последиците од невремето, но и за спречување на ширење на пожарите.